Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа, се исцелувам, во Исуса Христа, се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште, слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам. Мир вам таму горе в небеса, Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи, таму одам. Те сакам, Господи Исусе Христе, пругоре, Христе Боже, кај Тебе, таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. А каде одиш ти, човеку, сотруднику, македонецу, армакедонецу, каде одиш, каде те водат твоите водачи? Еве има избори, се гласа. Слуги на Мамона кои потпишаа многу договори да те обезличат, да те понижат, да те продадат, да ти променат име, јазик, идентитет, без ти да се согласиш на тоа, да те напикаат во сатански сојузи, да ти натоварат гревови, а ти едноставно немаш сили да се спротиставиш на сето тоа. Како што рече еден водач слеп на нашиот народ, се надевам дека нема да го изберат повтор пат, мораме да се поклониме на силата. На сатаната мислиш? Не мораме. Само на Исус му се поклонувам. Татко наш, кој си на небесата, македонците имаат татко на небесата, да се свети името Твое, тоа име е Исус Христос, да дојде царството Твое, како што се молеше Исус, да биде волјата Твоја, силата, царството во моето и во Твоето срце и во македонската земја. Лебот наш насушен, ова живо слово, дај ни го и денес. Нема христијанство во новиот завет. Вие си терате канони, обредна македонска народна литература, традиција, обредна македонска религија народна, и затоа нема успех, затоа сатаната ве сее како пченица, затоа сте паднати, понижени, обесправени, затоа сте во робство. Разбудете се, морни копачи и копачки, копате таму нешто. Те сакам, Господе Исусе Христе. Каде бевме? Те љубам, Господе Исусе Христе. Не рецитирај, не филозофирај, не се гордеј, само помоли се. Се што треба да направиш е да кажеш: Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Овде е пишано Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. И ова слово не се враќа празно, не се брише. Исус е цар на македонците. Дали вистински го молиш Таткото Небесен, или му правиш некој обредчиња, му носиш таму некој масло, му палиш свеки, му оставаш некоја паричка,
порачуваш пица, објавуваш, му умуваш, го подсетуваш, му сугерираш, пишуваш есеи, научни трудове. Види, Господе, да ти кажам јас тебе, што има он да види? Што да види човек? Што да види? Тебе ли да те види? Тебе ли да те види? Што да те види? Паднат си на земјата, немаш сила, имаш некој период кога мислиш дека можеш се, потоа ја губиш силата. Знаете кога не можете да станете од кревет, кога треба да трчаш по доктори? Те сакам, Господи Исусе Христе, што да види тебе, да те види каде што огнот не изгаснува и црвот не умира. Тоа си ти, црв кој не умира, огнот не изгаснува. Тебе да те види чудо невидено, чудо, син сатански, паднат во оваа долина, на помош Исусе, паднат во оваа долина на сенка смртна. Луѓето умираат, времето брзо поминува, ќе наполни 60-70 години, некои порано заминуваат. Од кога ги примивте вакцините, жигот над зверот ќе ве потепа сатаната, плашејќи ве со ковидот. Во љубовта страв нема во Исус Христос. Молитвата почнува со понизност и те молам. Исусе, те молам да дојдеш, да ни помогнеш во Македонија. Од срце го молиш, не од умот. Еве една молитва. Драги пријатели христијани, ве молам, бидете како мене, Исус, апостол Павле, во духот зборува, ослободени од тие работи, како што и јас станав како вас. Исус го зборува ова. Не евреите, ослободен од Мојсеевиот закон. Галатјаните 4:12. Зошто постоел закон око за око, зап за зап? Па законот и ред, тоа е царство Божјо на љубовта. Да научиш дека не треба да правиш зло, да не осудуваш, да не лажеш, да не крадеш, да не пожелуваш ништо што е туѓо, да не ја тераш својата волја по секоја цена, да се покаеш за гревовите на своите предци. Знаеш дека ќе има еден ден да отплатиш. Тој вели, крвта ваша излезе од моето грло, врз главите ваши. Израелците сами сакаат да платат. Апостол Павле и доаѓа кај македонците, а претходно исто им вели Понтиј Пилат, нека падне крвта врз нашите деца. Значи, обрнете внимание, те молам, ослободени од сопствено умување, есеи, поезија, молитва од срцето, друга молитва, сооднос. Деца мои. Таткото звери, повторно минувам низ породилни болки заради вас и тоа ќе трае се додека да се додаде, да се создаде Христовата природа во вас. Се додека да се создаде Христовата природа во нас. Галатјаните 4:19, значи, тоа е суштината од оваа падната природа, човечка природа, своеволно благочестие, изопачен сатански ум, човек без љубов, да се родите во духовна природа, Галатјаните 4:19, апостол Павле не зборува Отецот и Исус. Павле е само сад, како што и јас не зборувам. Тој зборува, ни вели, деца мои. Породилни болки да не роди пак заради нас, Христова природа, љубов вечна, духот на Отецот. Во 28 стих ни вели, вие, драги христијани, исто како и Исак, Аврам, сте деца родени по ветување. Ако се родиш во духот, ќе бидеш по ветување. Ни вели, драги христијани, деца родени по ветување, по љубов, почетна позиција на молитвата.
молам. Двајцата што се молат, пазете, две молитви, дали навистина се молиш, го молиш Таткото Небесен, или порачуваш, го советуваш, пишуваш есеи, раскази, поезија, го насочуваш, дали навистина од срце го молиш и повикуваш кон Исус Христос. Дали му благодариш за се, дали ги љубиш сите, дали им прости на сите, дали осудуваш, дали му се поклони, подари во дух и вистина на Исус и Отецот Небесен, дали дозволуваш да те води, учи, калеми, обликува, те сакам Господе Исусе Христе, Духот Исусов. Дали го дозволуваш тоа или си живееш ти по старо, по свое, ти како што мислиш, ти како што сакаш, со своја сила, со своји идеи, со своја волја. Црквата е твоја, своја жена, тоа е прелюбодејство. Тоа е црквата, жената, душата без пород. Две молитви во Лука 18, 9, 14 даваат насоки. Оние што се уверени дека се праведни и спасени. Дека го знаат Исус, го знаат Словото, знаат за Бог. Фарисеи се моли во храм, а не викаат Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Дали викаш татко? Фарисеи се моли во храм, а тој вели, кога се молиш влези, Исус вели во својата скришна соба, каде да влезам? Па во срцето, со срцето да се молиш. Не со умот, пишува есеи, кажува, а живее во пораз. Знаете, влези во својата скришна соба. Каде е скришната соба? Па во срцето. Боже, ти благодарам. Боже, не вели татко, што не сум како другите луѓе. И се кажува какви се грабливци, несправедливи, прелюбници или како овој цариник, како овој сотрудник, како овој. Па му кажува, го подсетува дека постам 2 пати неделно, давам 10. Значи, пазете, гордост, порачка, насочување, подсетување дека нема вистинска молитва. Нема вистинска молитва од срце, од љубов. Да речеш, татко, во името Исусово потребен си ми. Да примам сила, добив сончаница пред некој ден. Да ме исцелиш, да можам да одам на сонце, да бидам светлина на светот. Цариникот стои далеку. Но мораш да имаш, да бидеш свесен дека ти си детето е татко, да го изгладиш тој однос што си го заборавил. Ти викаш Боже, 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 Боже. Не сите што ми викаат Боже, Боже, Господе, ќе влезат во Царството Божјо. Цариник стои далеку, небо и земја. Не смее очите да ги подигне кон небото. Се удирав гради, Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Тоа е почетна позиција. Првиот, самиот себе се возвишува и ќе биде понизан. Дали вистински се молиш или си се восхитуваш сам на себе како редиш зборови, тој како актер во театар ја научил логата излегува 100 пати, 10 пати, колку што се игра представата ја преповторува. Нема никаков ефект во тоа, нема ништо. Што има тука нешто? Си ја научил на памет како дете во градинка стихотворба, кажуваш туги текстови, со тоа што веруваш дека се твои и наместо вербата да ја користиш за Исус, да носиш луѓе, ти ја употребуваш за себе афирмација, за себе фалење. Значи, дали вистински се молиш или си се восхитуваш сам на себе си, немој да бидеш горделив фарисеи во молитвите, вистински застани, клекни пред Исус и Отецот со дух и вистина, поклони им се, подари им се, врати му се
на Таткото Небесен: овој мој син беше загубен и го најдов. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Исусе, Исус, еве што вели Исус: ох, колку си не возлюбил Татко Небесен, долго трпелив, многу милостив, со љубовта која никогаш не сопира, те чека Таткото Небесен во името Исусово да се вратиш кај Него во Царството Божјо. А ти се уште овде, тврдоглаво, упорно не попушташ, си тераш по свое во оваа долина сенка смртна и пропаѓаш во страдание. Еве што вели Исус: јас за нив се молам. Не се молам за сиот свет, туку за оние што си ми ги дал, Татко. Зашто се твои, Јован 17:9. Не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Јован 17:15. Но не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. Јован 17:20. За да бидат сите едно, еве крајната точка, како што си ти, Оче, Татко, во мене и во Исус, и јас сум во тебе, па така и тие да бидат во нас едно, единство. 17:21 Јован. Друга молитва: Оче, Татко, кога би сакал да ја тргнеш оваа чаша од мене, Исус се моли: нека не биде мојата, туку твојата волја. Лука 22:42. Ете, тоа е христијанство. Па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, секој од нас се наоѓа во внатрешна борба, да излезеш од тој сатански човек, да преминеш во Исусов духовен човек, поусрдно се молеше Исус и поттаму беше како капки крв што потпаѓаа на земјата. 22:44. Учениците спијат додека се моли Исус. Немој да заспиеш, сотруднику, бидете будни. Станете и молете се, стани од калта и од блуеницата, за да не паднете во искушение. Лука 22:46. Падни пред Отецот, не паѓај пред сатанското световното искушение. Пред Отецот падни. Матеј 6:9-15. Вчера имаше читање, една сестра се запна, која доста во мислите како мораме да правиме компромис со семејството, компромис правиме со семејството и упорно на тоа. Каков компромис правиш со семејството? Исус вели: која е мојата мајка, кои се моите браќа, тие што не сакаат да влезат. Тој што го исполнува волјата на мојот Отец, тој ми е брат, сестра и мајка. На друго место вели: оној кој не љуби повеќе, кој ме љуби повеќе, кој не ме љуби повеќе од брат, сестра, мајка, брат, сестра. Значи, Исус треба да го љубиш повеќе од се. Со сатаната компромис не правиш, не му служиш кафе на сатаната, велиш не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, да за Исус во моите односи, се што е од Исус нека остане, се што не е од Исус да се замине и од мене и од сотрудниците од македонскава земја. И бараш водство од Исус во единство со Него. Но не се молам само за нив, драги мои, да ја тргнеш оваа чаша, па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се молеше. Учениците спијат додека се моли Исус. Немој да заспиеш, сотруднику, станете и молете се за да не паднете во искушение. Падни пред Отецот, не пред световно искушение. Матеј 6:9-15. Исус ни вели: молете се вака, не со многу зборови, од срце, како незнабожците. Во својата скришна соба во срцето: Татко, Оче наш, да се свети името Твое, царството Твое, да дојде волјата Твоја
на небото и на земјата и во срцево, простување, сила, слава и царство се негови и ти си негов. Внимавајте да не одбиете да го слушате Исус кој ви зборува. Пазете тој, како ви зборува. Па имате некој сотрудник ви испратил, затоа ви испратил старешина, зборувам за духовна заедница. За телесните заедници, што и да слушате. Тој што предава, тој што зборува, не барајте мнозина да бидете ученици, учители, тој ќе одговара. Затоа ние треба да бидеме благодарни што ни е дадено царството, кое не е подложи на никаков потрес. Треба царството да биде внатре во тебе, Исус да ти живее во срцето, да му служиме на Бог Таткото со благодарност, да му служиме, да действуваме на богоугоден начин, со стравопочит, чествување и славење, зашто нашиот Бог е оган што проголтува. Оган што изгорува, оган на љубовта низ кој еден ден ќе поминеме сите, зашто златото се прочистува низ оган. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти, Исусе. Повик на меѓучовечка љубов, Евреите 12, сега одиме 13:1. Одржувајте го братолюбието меѓу вас. Не пропуштајте да бидете гостолюбиви, зашто некои луѓе така имаат угостено и ангели, без да го знаат тоа. Да му служиме на Бог, без да го знаат тоа. Сеќавајте се на затворениците како да сте сони во окови. Не заборавајте ги страдалниците како да сте вие дел од нивното тело. Повик на брачна чистота. Бракот треба да се почитува од сите, мажот и жената, и црквата и Исус, да ја чуваат својата интимност без неверства, зашто на блудниците и прелюбниците ќе им суди Бог, и на телесно ниво се зборува мажот е Исус, жената е црквата. Зборува и за тоа. Повик на скромност. Во вашите постапки не бидете алчни за пари, бидете задоволни со тоа што го имате. Таткото ни ветува, нема да ве оставам, нема да ве оставам сираци, нема да ве напуштам. Затоа храбро можеме да кажеме, јас не стравувам, зашто Господ е со мене, Исус е со мене, што може да ми направи човекот? Не се плашам од ништо, зашто ти, Господе Исусе Христе, си со мене. Помните ги вашите старешини, кои први ви ја проповедаа Божјата порака. Вие сте слушале на разни места, биле некои луѓе слушале. Знаете, ама ти си подучен во друг дух, во духот на овој свет. Друго е кога духот ви зборува, кога во дух ви се проповеда е друго. И вели, помнете ги вашите старешини кои први ви ја проповедаа Божјата порака. Видете го резултатот од нивниот начин на живење и земете ја за пример Исусовата, односно нивната вера. Се враќаме овде. Не рецитирај, не филозофирај, не гордеј се, не пишувај есеи, не се занесувај, не излегувај од царскиот закон на љубовта. Знаете што? Имавме некоја расправија со сопругата за заедницата, како треба да се укоруваат луѓето, и во еден момент ти реков, ама ете, ти кашлаш, а јас не кашлам. Зашто таа имаше некоја кашлица, а јас не добив ништо. Се возгордеав и знаев дека излегов од законот на љубовта. Веднаш ме фати, како да кажам, ми се воспали левиот крајник на грлото. Се покајав, симптомот исчезна. Тоа се тие моменти кои треба да ги разбираш, да не се возгордејуваш, да размислуваш што зборуваш. Не треба да зборуваш од себе, да му дозволиш на Исус да се изрази. Исус да ти покаже како да правам компромис со семејството. Не правиш компромис. Исус се помогне ми да го решам овој проблем. Ако те тера да излезеш од Исус, да се откажеш, му велиш не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот. Не прифаќам тоа, јас му припаѓам на Исус. Го благословуваш и чекаш водство.
Значи не рецитирај, не филозофирај, не му кажувај ти што да направиш долги молитви есеистички, да се чудиме ние каква поезија ти пишуваш. На едно место вели што се фалиш ти како да не си примил. Помоли се едноставно, те молам, Господе Исусе Христе, да ме држиш здрав и исцелен до последниот ден, да ме сочуваш од искушение, да бидам во полна сила, да ги тргнеш сите симптоми во грлото, во главата, во телото, во мускулите, во срцето, да бидам свет, исчистен сад за света употреба. Те сакам, Господи Исусе Христе, тие во староста се плодни и помазани. Ти благодарам што ми даваш сила овие слова да се излеваат, што ме учиш, што ме љубиш, што ме научи дека јас без Тебе не можам да направам ништо, а со Тебе во заедништво можам да направам се. Ете тоа се сакам да го направам, да се претопам во Исусовата љубов. Во името на Господ Исус Христос велам не за сатаната и смртта во Македонија, во сотрудниците, во се што имам. Го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз мене, врз заедницата, врз сотрудниците, врз македонскава земја. Ја враќам Македонија во Твоја собственост и себе си. Мојот татко е семокниот Бог, Исус е мојот Господ и Спасител. Здрав сум и исцелен во Исуса Христа. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата. Љубовта Исусова да ве преплави. Амин. До Божјиот царство небесно. Татко мој небесен, се враќам пак. Сакаш ли да се вратиш во царството Божјо или сакаш овде да се вратиш во земјата? Секако во земјата ќе оди, телото оди во земја, а душата, односно духот, се враќа кај таткото кој го дал. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со Тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.